Пајак од август ќе ги нападне штипските возачи. Приближно толку време им треба на надлежните да ги завршат сите формалности и да го стават во функција пајак возилото, кое ќе ги отстранува неправилно паркираните возила. Пајакот во моментот тражиме локација, мислам дека е веќе најдовме локација, така дека освен возилата за пајак службата, ќе бидат и гаражи за јавното предпријатие Стипион. Знаете, тоа место кај автобуска станица ни беше земено, и да ги обезбедиме сите сертификати и за возилото и за луѓето кои ќе го обслужуваат паркинг простор. Планирам за месец до два овие работи да бидат средени. Иако во Штип има доволен број паркинг места, сепак во обид да го избегнат плаќањето, многумина се паркираат каде што не треба. Резултатот е сообраќајни гужви, узурпирани тротоари и нервозни и возачи и пешаци. Дали неправилно паркираните и оние кои сакаат да го избегнат плаќањето, треба да се отстранат. Сега некој сака да помине, а не може, од колите не може да се помине и треба тоа, мислам, да се ослободи, да се реши на некој начин. Нормално дека треба, има потреба тротоари, треба има многу коли. Обавезно треба да се реши тај проблем, е горчилив проблем на Штип и треба да се реши. Треба да се ослободи за тоа што не само колите што се паркирани, него и кафичите ги заземаат тротоарите, така да нема каде да се мине. А и треба уште повеќе да има парк плацеви да се направат, бидејќи стварно не знам колку жителите знаат у Штип има 12.000 коли, а ово е премалце, ово паркиралиште што е направено за ова. За само 3 месеци поставени се над 250 блокатори на неправилно паркирани возила и за нивно отстранување Стипион наплатил над 150.000 денари. Колку ставањето во функција на пајакот ќе стави ред во паркирањето, ќе се знае веќе од август. Но како што било, известно е дека нема да биде.